колешки Ременски, и те како имаме инспирација да зборуваме, бидејќи во вашата кампања многу зборувавте, малку кажавте, ама ништо не направивте. Ништо не направивте и исто така продолжувате и популистички да зборувате тука, бидејќи само да јавноста кажавте дека последен потпишан е поранешниот лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, ама очигледно вие интерпелацијата не сте ја виделе добро, бидејќи последен потпишан интерпелацијата е пратеничката Нола Исмаиловска. За странските инвестиции, не секој еден денар кој што е даден во делот на странските инвестиции и те како е важен за Република Македонија, бидејќи тие странски инвестиции во Република Македонија кои што беа донесени за време на владењето на ВМРО-ДПМН донесоа 20.000 вработувања во Република Македонија. Бројка од вработувања која што вие можете само да ја сонувате и никогаш нема да ја остварите. Затоа ве замолувам да наброите барем една странска инвестиција која што во овие 10 месеци ја донесе Социјалдемократскиот сојуз, но ќе ве замолам тоа да не биде инвестиција која што работеше и ја донесе ВМРО-ДПМН, а вие за некој склоп на околности само успеавте така наречено да пресечете лента, бидејќи јас не се сеќавам на ниту една странска инвестиција во последните 10 месеци, туку на она што се сеќавам е дека 3 компании кои што беше веќе договорено да влезат во Република Македонија си заминаа, токму поради политиката која што Социјалдемократскиот сојуз почна да ја води во Република Македонија. Но, колешке Ременски, такви се вашите популистички мерки. И малку повеќе да се осврнам на тоа вие што направивте, популистички зборевте дека ќе укинете радиодифузната такса и ја укинавте. Меѓутоа заборавивте дека, односно заборавате дека во овој момент вработените во македонската радиотелевизија немаат плата, не може да земат бидејќи нема од што да се финансираат. Исто така, тука зборувате дека работите во интерес на граѓаните, а пред 2 дена од Управата за јавни приходи, која што е во моментот водена од човек од Социјалдемократскиот сојуз, се испратени околу 50.000 тужби до компании и поединци во Република Македонија. Не знам како популистички кажувате дека укинувате радиодифузната такса, а паралелно со тоа праќате 50.000 тужби. Ветуваа дека ниту еден од администрацијата нема да биде испуштен од работа. Само да ви кажам дека во последните 10 месеци без работа се останати околу 10.000 луѓе, некои од нив со решение, но за сметка на тоа вработени се 13.000 луѓе, најголем дел од шарената револуција, на кој што очигледно најголемиот достигнување во животот им е фрлање на боја по државните институции и по основа на тоа каде повеќе се фрлила боја, таму и во таа институција се вработени.